Димшовски Николч е бербер во старата битолска чаршија и веќе 25 години е таму. Но неговата приказна започнува многу одамна. Тој вели дека од дете е имал љубовта кон занаетот, а сите тајни за него ги научил од неговиот татко. Одмаштом влеговме, не пречека и не понуди со кафе, спремен да зборува за занаетот и чаршијата. А ние се сместивме во муштериските столчиња во неговиот дуќан, кој сам по себе е како еден мал музеј. Од дете сум бербер, татко ми беше бербер, горе кај Сато, од 63 година во Битола кај Сато. Иначе, тука сум чаршија 25 години. Но добро, јас кај татко ми вдуќан растен, роден, растен. Така го научивме занаето, јас и брат ми. Дека и мојот брат таму е во дуќано горе кај татко ми. Бројот на млади се намалува, сите заминуваат во странство, а затворени кепенци низ чаршијата се повеќе има. Тоа е тажната слика за нашата битолска чаршија, која секој ден изумира се повеќе и повеќе, а занаетите речиси и ги нема. И како е овде во чаршијата? Добро, петка. Има луѓе? Има. Јас и како новинар малку е вака и како клиент да ти поставам некој прашање. Затоа што често слушаме, гледаме кепенците затворени, има, нема, изумират. Чаршијата изумират. Децата млади сите си бегаат странство. Занетите скроз згаснаа. Тој вели дека се надева дека и неговите деца ќе продолжат по неговите стапки и ќе го продолжат семејниот занает, кој како што вели е од огромно значење. Добро, берберскиот занает е стар, се навеќе модерните сите се стилисти, фризери. Деца убош работа ќе отворат, занајат и дуќани ќе отворат. Наместо да бега странство, ете државата му дава помош, мислам дека многу добро. Муштерии има, од 1 до 99 години, вели Николче. А берберското огледало е честа мета на селфи фотографии за социјалните мрежи, поготово од младите муштерии. Од 1 до 90 и кусур. Значи млади. Им од 1 година до 90. 90 годишни. И кусур, да речем. Сака да видат туба и за социјални мрежи? Не, Овде кои ќе седнат прат селфи? Како не? Да? Да, За крај прашавме, дали може да сподели некоја приказна со нас? А тој ни рече дека секој ден поминат во чаршијата е нова и интересна приказна. Занаетите се минато, сегашност и ваквите примери гарантираат дека ќе бидат и иднина.